После Кина, Тесла ги намели цените за своите модели и во Соединетите Американски држави и во Европа. Поевтинувањето на некои верзии изнесува и до 20%, иако тоа не е реално, бидејќи цените во изминатиот период неколку пати се зголемени. Но и тогаш и сега стратегијата на марката е ценовна да се следи побарувачката и производството, кое во овој момент е доволно големо за роковите на испорака да бидат пристојни. Првиот човек на Тесла, Илон Маск, сега превентивно гледа на конкуренцијата која е се пожестока и смета дека со овој потек компанијата ќе го запре понатамошниот пад на вредноста на акциите кои во последните 3 месеци загубија половина од својата вредност.